Ако пописот најавен за 2020 биде спроведен без клучната графа за етничка припадност, како што веќе го токми статистика, македонците никаде нема да бидат забележани како посебен народ во сопствената држава, реагира експертската јавност. Ако податокот за националноста не биде клучен за да се добие сликата за бројот на населението, тогаш со пописот ќе биде трајно избришана една цела нација. Македонците не ќе бидат никаде забележани како посебен народ, дури ни во сопствената земја, веќе не има графа во која ќе се определува националната припадност. Може да доведе до нерегистрирани во таа смисла своевидно бришење на македонската нација. Податоците за припадноста на еден народ за директорот на статистика Апостол Симовски немаат никаква потребна вредност, само подлога за политизација на пописот. Па затоа, наместо прашањата за етничка и религиозна припадност, ќе содржи две прашања поврзани со јазикот. Кој е вашиот мајчин јазик и кој јазик се говори во домаќинството? На иста линија и дел од албанските политички партии вела дека пописот бил само техничко оперативна работа, па сега со отварањето на уставот гледаат шанса категоријата 20% да биде избришана. Пописот по природа е техничко оперативна работа, статистичка. Единствена земја каде што пописот е политичка работа е Македонија. И тоа баш еве сега сме во тек на уставните промени, токму заради фактот дека одредени права на одредена етничка заедница се ограничени со процент, 20%. Нејасно е што ќе покажат бројките кои би се добиле со таквиот попис, ако не се знае колку од вкупното население се македонци, албанци, турци, срби и останати. За сега Македонија користи податоци старии 16 години, а од тогаш демографската карта е комплетно променета. На последното попишување во 2002 албанското население изнесувало 18,9% од вкупното население во Македонија.